Откако го оставил угостителството, Георги од кочанското село Грдовци целосно му се посветил на земјоделието. Во пазарните денови ширум градовите во истокот, Георги најчесто своето парче леб го вади продавајки ориз, граф и други земјоделски производи. Вели дека само тој што работи и си ја сваќа работата сериозно, може да се надева на екзистенција од земјоделството. Јас сум Георги Билката од Грдовци. Од Кочани, знаат ме сите. Стар кафанџија бев, сега неќам кафана да чујам да работам уопште. Произведувам граф, пиперки, компири, ориз, од се по нешто. Имам нешто ореви, ориз, задоволен. Цените са ниски, али ако работиш повеќе има за живот. Кој работи има за живот. Во зима најчестиот производ кој се консумира освен градинарските производи, меѓу другото како што вели Георги е и гравот, од кој тој доби солиден род годинава од површина од 3 декари, на која што ја одгледуваше оваа земјоделска култура. Гравчето највеќе се троше приткаро. Приткаро што е пешако се помалку троше, ама сега ќе почнат народот да зимат. 3 декара граф садам, ориз преку 60 декара садам, на кесим изимам. Само лошо е што неќе тие што ги зимаме нивите на кесим не прават договор за субвенција, не можеме да земеме и се најдеме за тоа утесно. Сега со овие нови откупни пунктови, со тие работи ќе биде уште поубаво. Она што највеќе го радува Георги за иднината на село Грдовци е тоа што повеќето млади остануваат овде, а токму тука ја гледа и надежта за опстојување на земјоделството во неговото родно место. Кај нас не си селот. Ние имаме младеж, само да погледнеш, да те кеп да видиш и деца. Јас имам 2 внука. Син, сна, се тоа. И секој остануваат. Не си селот, не имигрират, не одат ни у Скопје, ни у Кочани. Инаку, освен на пазарот во Делчевско и околните места, земјоделецот од Грдовци редовно е присутен и на Пробиштипскиот пазар, каде исто така побарувачката за неговиот граф е повеќе од солидна.